Милета Лескилик е крушевчани познат по прекарот Кукун. Со своите 89 години е најстариот бочвар во цела Македонија и е еден од ретките преостанати кои што се занимаваат со овој занает. Иако веќе во длабока старост не го остава бочварството, вели дека работата го одржува човекот. Доколку човек на старост не работи ништо, ќе му бидело многу потешко. Вели дека сега е единствениот не само бочвар, туку и занаетчија во Крушево. Се присеќава како некогаш Крушево бил центар на занаетите во овој регион. Овдека во овој период на оваа улица Маршал Тито, што беше, имаше 60 дуќани, 30 дуќани беше најдери, 30 дуќани имаше кондураджи, имаше подковачи, имаше самарджи, имаше сачи, се имаше. Сега саде јас останав во цела чарши. Уште вие сте занаетчија? А? Уште само вие сте занаетчија? Јас сум занаетчија, нема друг. И голема штета е то што младите неќа да учат занати, претежно бегаат во странство. Нема млади луѓе, нема калфи да клаиш овдека да ти супрајт, да го учи занатот. Нема тоа. Изумрето. Тоа е петто поколение од неговата фамилија кој го продолжува занаетот. Вели дека токму во овој дуќан во 1903 година неговиот дедо и прадедо направиле 4 од надалеку познатите црешови топчиња, кои што се употребувани за време на Илинденското востание. Во овој дуќан е изработено черешовото топче за време на Илинденскиот период. Затоа што ние го изработивме дрвенаријата, а овдека имаше еден коч до мене, тој железаријата правеше. И то се скришум се правеше, претежно склаваат човек надвор да вардит, пак да работат. Тоа вашиот дедо прадедо? Предедо, Талија се викал. Колку топчиња се изработиле, знаете? Топчиња 4 изработија за време на Илинденскиот период, а после јас направив уште 5, кој се снимаше филмот Република во пламен. Специјално за филмот вие ги изработивте топчињата? Изработивме. За време на филмот му направив јас уште 5-6 топчине. Ги има фалатите од тога и држе, после ги подари во музејот. Отиќе се расфалат, не можеш да ги одржуваш. Потенцира дека сега повеќе изработува мали буренца со капацитет од 20 на литри, додека големите бочви и другите дрвени работи никој не ги барал повеќе. Најмногу продавале во околните села, но кога и селата веќе започнале да купуваат производи од продавница, а не сами да произведуваат, згаснал и овој занает. Бутиње во пазар, во 50 бутиње продававме за матење, се не и ни еден. Качиња за зимница во селата и градот. Качиња за сирење, каче за месо, каче за изврка, каче за зилка, големи каци префне за зилка. Се тоа изумре немата. Сега што произведуваш? Сега претежно сувенири, вакви мали буренца. Тоа. А големи бочви? Прави големи бочви, ама не се трошат, затоа што селата ги остаја возијата едно време. Секоја куќа во градов, овде каже во секоја куќа бочва имаше за вино. Се никој не трета. Сега си купуваат? Се купуваат, сега ама и не купуваат вино, слабо пијат и ракија. Сега појќе сокој, ова некои други работи. Нема луѓе. Нема луѓе. Бочвите и бурињата ги изработувало од специјален даб кој што се викал Благун даб и го имало во околината на Крушево. Порано работеле рачно и работата одела побавно. Сега пак се било машински. Спрема големината имаме и калапче, спрема ширината на обрачот. Калапчето се и на основа калапчето после се изработуваат шчичето. Ете вака, ќе го мериш и после кога ќе изработиш тие, ќе го збериш. Од кога ќе се збери тоа, после се клават на огон, за да се свиткат. Се клават на огон и од топлината има сајла. Огнот каде гори? А? Во средината? Во средината. Има сајла и со винтот
ќе се зберите. А порано, сега така, порано шчица по шчица се виткаја. Во времето кога немаше машини и такви алати. Рачно по шчица вака. Ја земи шчицата. Овдека има труп и ќе запниш вака и ќе сегнеш и ќе се свиткат. Тоа порано, сега Тогаш беше потешко. потешко беше, ама по-благодарни бевме. Зошто? Затоа што во дуќето имаше 5 мина работа. И еден работи едното, другиот другото, третиот третото и се правише многу брзо. Исто како и сега со машините. Кукун вели дека за жал неговиот син нема да го преземе занаетот и со него после 5 поколенија ќе замри бочварството во неговата фамилија. За жал и на ниво на држава биле премногу ретки оние кои што изработуваат бочви и буриња. Се надева дека можеби некогаш младите повторно ќе сакаат да се вратат на занаетите и дека ќе продолжи нашата вековна традиција.